На темата финансии ќе издвојам уште една појава која мене како народен правобранител ме загрижува, а тоа е работата на финансиските друштва, за која, иако немаме директна надлежност, граѓаните имаат доставено преставки до народниот правобранител. Имено, сите сме сведоци на агресивни реклами за брзи кредити без камати, кои ги нудат големиот број на финансиски друштва низ Републиката, со процедура за нивно добивање која се одвива дури и по електронски пат. Тие кредити често се користат за затворење на претходни кредити, доспеани во исто финансиско друштво, а при тоа отсутствува ефикасната контрола и надзор над нивното работење. Во законот што ја регулира оваа материја, не постои ограничување на вкупните трошоци, на демостоците и провизиите на кредитите што ги одобруваат финансиските друштва, ниту обврска задолжително јавно да ги објавуваат тарифникот со надоместоците на својата интернет страница или на видно место на работните простори. За да има јавноста јасна представа за што зборувам, ќе илустрирам со еден пример кој во форма на представка е доставено до народниот правобранител. Имено, земен е кредит од 9000 денари, за доцнење со неговата исплата, точно е не се наплатува камата, меѓутоа се наплатуваат огромни трошоци. Така, за конкретниот пример, на име достасан надоместок наплатени се 2026 денари, за надоместок на доцнење дури 58.846 денари, па кога на ова ќе се додаде износот за пратената опомена од дури 5.900 денари, долго достигнува сума од 75.772 денари, што е за 8 пати поголемо од главниот долг. Бидејќи со сегашната законска регулатива, граѓаните корисници на овие брзи кредити се ставаат во сериозни долгови, упатувам препорака до надлежните да се пристапи кон измена на Законот за финансиски услуги и друга регулатива со цел граѓаните при враќање на кредитите да не бидат повеќе кратно оштетени.